Градежните експерти се на став дека во земјава неквалитетно се градат улиците по кои се вози и тротоарите по кои пешачат македонските граѓани. Компаниите при изградбата најмногу штедат или суптилно крадат на подлогата, а потоа се става асфалтот или бехатон плочките. Може да се нарече некогаш што и крадење, затоа што, како се вика, но несвесно често пати, затоа што луѓето мислат дека знаат нешто, а то не знаат дека не знаат и велат знаат да направат нешто и ќе го се обидат да го направат, не знаејќи дека ги лажат луѓето дека го направиле тоа како што треба. Кога се прави подлогата на улиците и тротоарите, не се поставува квалитетна подлога, а за тампонирањето се потребни големи количини на нафта, за да потоа се стави асфалтот. Општина Штип и невладината организација Медија Плюс денеска организираат трибина за каква инфраструктура сакаат штипјани, кои по реконструкцијата на улиците и на тротоарите се појавуваат дупки, нерамнини или, како што вели Драги Витанов, од Сдруженијето на слепи лица, по тротоарите кои се изградени не можат да пешачат ниту тие, ниту па граѓаните кои што имаат перфектен вид. Покрај Отиња, тротоарно што е од кај Комерцијална банка, таму не може да поминат, не може да се движите вие што гледате, што мислам луѓе што гледат, што немаат проблеми со видот, па не зборам за нас, тоа што тоа се прво високи тротоари, многу високи тротоари од улица до друго, на сред тротоари има едни големи огромни дрва, значи многу тешко да се движи таму слепо лице. А да не зборам за лица во колички, значи тоа е катастрофална работа. Сега друга работа што ни пече на нас слепите лица се поставувањето на собаќаните знаци. Значи собаќаните знаци се поставени некој лево, некој на средина, некој десно од тротоара, така да не знаеме стварно каде што е треба, значи да биеме слаломисти или велеслаломисти па да одиме да тоа е страшна работа. Општина Штип за 2018 година планира да инвестира 60 милиони денари во реконструкција и изградба на улици и тротоари. Штипскиот градоначалник потенцира дека и во предизборниот период и во анкетите што се направени, штипјани најмногу бараат реализација на инфраструктурни проекти. Мораме да имаме во предвид дека се работеше за зимски период од годината кога се отежнати изведувањата на работите, но и во вакви отежнати услови можам да информирам јавност и граѓаните дека досега општина Штип има изреализирано околу 1330 метри квадратни тротоари со бехатон. Имаме околу 450 метри тампонирани улици и 1 километар локален пат кој што се работи во моментот, а тоа е патот од Шошеврлија кон Кошево. Во тек е анализата кои од улиците треба подитно да се санираат. Ударни дупки кои што треба итно да се санират претежно у излазот на градот, улица Гоце Делчев, улица Гоце Делчев и во Ново село. Градоначалникот на општина Штип Бочварски вели дека мора да се направат законски измени во законот за градење, со цел единствен критериум при изборот на градежна фирма за изградба на улица или тротоар да не биде најниско понудената цена. Тој смета дека во текот на наредниот период Штип ќе стане градилиште со проектот за гасификација и изградба на пречистителна станица. Инаку во Штип има улици во должина од околу 86 километри.